Со желба да го долови животот на македонецот во минатиот век, Кристина Краличин неодамна го објави романот Ти, инспириран од животот на незината прабаба. Романот е базиран на вистинска приказна со реални настани случувања, со ликови именувани со вистински имиња и како таков представува лична семејна сага обоена со македонските народни обичаи, традиции и јадети присутни на македонско тло на почетокот на минатиот век. Идејата е родена од поодамна. Секој сака најверојатно да пишува за сопствената фамилија, нешто да остави во аманет на идните генерации. Меѓутоа, конкретно оваа идеја за да се напише вакво дело беше со објавата на тоа дека постои Пегас награда во нашата држава и како еден вид на инспирација малку побрзав за да можам да го напишам тоа дело како што излезе во таа форма. А тоа е историски роман, значи со вистински ликови, со вистински дејства. Поголемите настани се вистински, затоа што јас секако и кога сум била мала се однесува тоа на селото Телово, на областа Азот, таму од каде што имам корени по мајка. Сум слушала, сум гледала и секако сум научила и знам одредени имиња, одредени топоними, меѓутоа не се до крај. И тоа бараше од мене одредена истражувачка работа, дополнителна од она што го знам. И тоа малку го успоруваше процесот за да се напише делото, меѓутоа инспирацијата, поттикот за наградата Пегас секако дека ми беше доволен мотив за да го создадам на тој начин на кој што го направив. Инспирацијата е на некој начин да се одолжам кон моите предци. Сметам дека, да речеме, мојата прабаба е главниот централен лик во делото. Незиниот карактер, незината интелигенција, она што го создавала на времето, бидејќи била исклучително креативна и потоа била позната во областа кај што живеела. Јас кога бев мала и кога одев да ја гледам, таа беше една подведната стара жена која што можеби имаше многу во себе историја, имаше што да каже, меѓутоа знаете како кога ги гледате своите роднини, сопствените предци како стареат, вие не можете да го почувствувате тоа што е живеело во нивното време. Јас сакав тоа да го доловам, некако современите теми како да преовладуваат во денешно време со современите автори. Сите гледаме да напишеме нешто што е во иднината, нешто што е со премногу акција, повеќе активности, а она што е од нас, од нашата историја, нашето минато, она што сме ние, што сме биле, како да е подзаборавено и јас го вратив како тема назад, односно македонските села, македонската жена, мачниот живот, полската работа, оно што се студирале секојдневно. Тоа е темата, нема да го откривам романот до крај во неговата содржина, затоа што ничив пат не е прав, па ниту овој на мојата прабаба Ицана. Мислам дека е достојна за да биде раскажана како приказна и преку незиниот лик јас го објаснувам тој живот во тоа време. Споменав и дополнително истражување, имам направено и во однос на имињата, како што споменав, се јавувавме со една љубезна жена од општина, односно од матичното во Богумила, која што ми помогна да можам да најдам некој од старите имиња, но кога не можете да дојдете до податок кои сте, што сте или што сте биле предходно, некако тоа ствара лагодно чувство. Јас мислам дека го доловив емотивниот дел во однос на ликот на Ицана, затоа што кај мене описите се со големи, богати стилски изразни средства. Сакав и психолошки и од социјален аспект повеќе да го опишам животот на нашите предци. Со цел да ја задржи својата автентичност, романот е напишан на народен јазик, а во него се присутни македонски народни песни специфични за селото Тиово и областа Азот, слика на животот во селото за време на Балканските војни. Периодот е околу Балканските војни, 1911 кога е родена мојата прабаба и тој период додека живеела до незината младост. Дефинитивно се соочувале со поинаков живот од овој што е во моментов, брз, динамичен,
поинаков, апсолутно. Се што тогаш било дел за преживување во секојдневието, денеска за мене тоа со механичка технологија. Дефинитивно јас требаше да се внесам во времето кога било дејството и да можам да се ставам во нејзини чевли, во чевли на останатите. Впрочем, тоа го прави и секој автор која го пишува делото. Така што времето е малку поназад од она за кое што јас сум била сведок, но мислам дека многу добро го долови. Во однос на традициите, исто така ми престоеше истражување, разгледува фолклорни книги за обичаите, поготово во тој дел од областа Азот, затоа што секако се специфични, секој крај си има своја традиција. Многу се употребува речникот на фолклорот и на традицијата, зашто сум посебно горда е песните. Има од народното творештво песни кои што се предадени и дел се напишани во книгата, и се споменати од таа област исто така, меѓутоа дел од песните јас сум автор лично и ја има таа фолклорна нишка и е сосем нешто поинако од она што сме научени да го читаме од современите автори. И е наслов со широко символично и асоцијативно значење. И е сврзник кој асоцира на континуитет и бискрај. Чистичка за нагласување, а истовремено иницијал на главниот лик Ицана, прабабата на авторката. Има символичност во символизам во буквата И. Секако дека примарно е и иницијалот на Ицана, мојата прабаба. Меѓутоа, низ романот се провеува, како што се гледа и на насловната, јавор. Тоа е јаворот кој што се наоѓа во центарот на селото Теово. Тоа е едно 700-летно дрво, за кое што мислам дека како еден сведочник на минатото, на историјата, на тоа што го живееле тие генерации, требаше да биде како столб во романот. Во даден момент имам напишано дека буквата И е врежана во јаворот и со самото тоа е некако символично представено, но И е секогаш продолжеток, И е нешто што нема да заврши, И е нешто што треба да биде во континуитет, за да се потсетиме она што сме, она што ќе бидеме. И е четврти роман на Кристина Краличин, а истиот може да се пронајде во сите подобро снабдени книжарници.